Здружение ЕСЕ уште од 1995 година својата работа е посветена на напредување на здравјето на жените, со посебен фокус на женското репродуктивно здравје. Од 2009 година го проширивме нашиот опсег на работа на покрај женското репродуктивно здравје, започнавме да работиме на полето на здравјето на мајките и децата. Именно овие две полиња на работа се тесно поврзани, бидејќи грижата за репродуктивното здравје уште од адолесценцијата, од раната млада возраст, придонесува кон здрава бременост, мајчинство, како правилен раст и развој на детето, што секако овозможува здрав старт во животот и остварување на целосниот потенцијал на секоја индивидуа во државата, што секако представува и значителен придонес како за поединците, така и за општеството во целина. Во 2011 година започнавме со мониторинг на здравствените политики преку методологијата на социјална отчетност и мониторинг на буџети, што овозможува покрај мониторинг на политиките и буџетите на национално ниво и вклучување на граѓаните, односно самите корисници на здравствените услуги во процесот на мониторинг на политиките и услугите и во давање на предлози за подобрување соодветно на со потребите на различните групи од населението, пред се со фокус на ранливите групи од населението, конкретно наш фокус на работа е ромското население. Земајќи во предвид алармантниот пораст на дојнечката смртност во Република Северна Македонија во периодот од 2011 до 2017 година, Здружение ЕСЕ ја посвети својата работа на утврдување на можните причини за оваа состојба, односно што е тоа што доведе до овој алармантен пораст. Бидејќи до 2011 година имавме континуиран деценијски пат на дојнечката смртност, за од 2011 до 2017 да се бележи пораст. Со таа цел во 2018 година Здружение ЕСЕ формира работна група од релевантни експерти пред се од јавните здравствени установи и од други институции. Експертите беа од специјалисти по гинекологија и акушерство, педиатрија и неонатологија, социјална медицина, јавно здравје, патронажна дејност и статистика, односно Државниот завод за статистика. Работната група на експерти ги анализираше достапните податоци и утоа и прибра дополнителни податоци по однос на тоа кои се состојби би можеле да водат до порастот на дојнечката смртност во периодот од 2011 до 2017 година. Иако во 2018-2019 година се бележи драстичен пат на дојнечката смртност, сепак многу е важно, и сите земји тоа го прават, да се утврди кои фактори воделе до овој драстичен пораст во овој 6-годишен период, со цел да се преземат соодветни мерки и активности, за да не се повтори иден можен пораст на дојнечката смртност. Една од клучните проблеми со кои што се соочивме при анализата беше недостиг на доволен број на податоци, со цел да се применат меѓународно признати методологии. Затоа со дополнителни напори од членовите на експертската група прибравме дополнителни податоци, меѓутоа повторно, за жал, одредени податоци воопшто не постојат во нашата држава. Значи, како што кажав, најголемиот пораст на смртноста се бележи во овој период, при што во 2011 година беше 7,9 умрени доенчиња на 1000 живородени, за во 2016 година да се искачи на речиси 12 умрени доенчиња на 1000 живородени. Потоа бележи пат во 2019 година на 5,6 умрени доенчиња на 1000 живородени. Значи, како што кажав, предмет на интерес на анализата е периодот од 2011 до 2017 година. Регионално гледано, постојат драстични разлики во регионите во Македонија. При тоа, највисока стапка на дојнечка смртност се бележи во Полошкиот регион, 15,6 споредба со националниот просек од 12, и во североисточниот регион со 14,1 умрени на 1000 живородени. По однос на етничката поделба, најголема дојнечка смртност се бележи кај албанската етничка заедница, тоа 12,2 умрени на 1000 живородени во 2017 година. Потоа следува ромската етничка заедница со 10,1 умрени доенчиња, а најниска е помеѓу македонската етничка заедница, односно 7,1 во 2017 година. Меѓутоа, тука е важно да се напомене дека и кај албанската и кај македонската етничка заедница во овој период се бележи пораст на дојнечката смртност. По однос на причините, разгледајќи ги причините што е тоа што кои се главните причини за смрт на доенчињата во овој период,
утврдивме дека предвременото раѓање, односно пред 37 гестацијска недела, и малата родилна тежина на доjenчињата под 2500 грама се водечки причини за смрт кај доjenчињата. Меѓутоа, во овој период, во разгледаниот период, нема пораст на предвремено родени деца, иако има благ пораст на деца родени со пониска родилна тежина. Од тука се поставува прашањето дали вистинската причина за порастот на смртност е само предвременото раѓање или постоеле и недостатоци во здравствената заштита на предвремено родените деца и децата со мала родилна тежина. При тоа, најголем пораст, односно етничка припадност на смртност на предвремено родени деца се бележи кај ромската етничка заедница. При анализата ја применивме меѓународно прифатената методологија на анализа преку рамката за ризични перинатални периоди. Ова е меѓународно прифатена методологија која се применува од Светската здравствена организација, од Центарот за контрола на болести во Америка и од многу други релевантни меѓународни институции. Оваа анализа покажа дека превенцијата на смртните случаи во Македонија треба да се фокусира на следните аспекти. Подобар пристап до здравствени услуги за репродуктивно здравје пред зачнувањето, односно што ќе го кажа, континуитет во здравствената заштита на репродуктивното здравје на жените и на мажите, бидејќи не треба да се фокусира само здравствената заштита кога ќе се случи бременост или околу породувањето, туку грижата за репродуктивното здравје треба да започне веќе од млада возраст, адолесценцијата, па во целиот репродуктивен период на животот на жената. Потребно е намалување на бројот на несакани бременности, намалување на пушењето за време на бременоста. Сите овие три фактори значат и подобра здравствена едукација на населението, за здрави животни навики, за здрави животни стилови, за потребата од редовни прегледи, редовна контрола на репродуктивното здравје и слично. Меѓутоа, секако за тоа е потребно и подобар пристап до здравствената заштита за репродуктивно здравје, кој понатаму ќе зборувам не е соодветен на целата територија на државата. Понатаму потребно е подобрување на специјализираната антенатална и перинатална здравствена заштита, односно здравствената заштита за време на бременоста, при породувањето и во првите денови во породувањето, а особено зајакнување на оваа здравствена заштита за предвремено родените деца и децата со мала родилна тежина. Потоа исто така потребно е обезбедување на навремена и континуирана здравствена заштита за време на бременост. Односно, согласно на светските препораки и нашите протоколи во Република Северна Македонија, потребно е првата здравствена контрола за време на бременоста да се обезбеди во првото тромесечие од бременоста и да има минимум 8 здравствени контроли за време на бременост. Анализата на податоците, од друга страна пак, покажаа дека 1/10 од бременостите во Македонија поминуваат без ниту една здравствена контрола. Ова представува особен ризик како за здравјето на мајката, бремената жена, така и за правилниот раст и развој на плодот, што секако може понатаму да доведе и до предвремено раѓање и до раѓање со мала родилна тежина. Оно што го напоменав дека е потребно да се обезбеди пристап до здравствена заштита за секого, буквално за секого на целата територија на државата. За жал, во Македонија реалноста е поинаква. Постои недоволен број на здравствен кадар за обезбедување на здравствена заштита за репродуктивно здравје на жените, на примарно и на секундарно ниво, и несоодветна територијална дистрибуција. Пред се, веќе доста е зборувано, со години наназад се бележи недоволен број на матични гинеколози на примарно ниво, особено во Скопје тој проблем не е толку изразен, меѓутоа има одредени скопски општини како што е Шутово, Ризери, на пример, Бутел, кои што немаат матичен гинеколог, и на целата територија на државата, речиси во 40 општини нема матичен гинеколог. Особено проблемот е тука изразен во руралните средини и во малите градски средини, каде има или недоволен број на матични гинеколози, или воопшто нема матични гинеколози. Исто така голем проблем е недоволен број и нееднаква територијална дистрибуција на патронажните сестри, кои што имаат особено важна улога да ја посетуваат мајката, бремената жена и мајката и новороденото во нивните домови, да вршат едукација, здравствена едукација, како и да ја следат здравствената состојба како на бремената жена, така и на новороденото. Исто така се бележи недостиг на здравствен кадар во секундарната здравствена заштита, односно во општите и клиничките болници, како на специјалисти по гинекологија и акушерство, така и специјалисти по педиатрија, особено неонатологија, и
што секако доведува до тоа да се концентрира здравствената заштита во поголемите градски центри, особено во Скопје. Понатаму исто така голем проблем во државата кој се провлекува со децении е недостиг на акушерки. Односно, поради тоа што се укина едукацијата за акушерки, има континуирано опаѓа бројот на акушерки, бидејќи заминуваат во пензија, а нема кадар кој што може да ги замени и моментално акушерките што работат се на повозрастната група и наскоро тој алармантен ќе биде падот на бројот на акушерки кои што ќе работат во породилишта. Понатаму утврдивме дека не постои јасно утврден систем за известување, комуникација и соработка помеѓу различните служби и здравствени установи што се вклучени во обезбедување на здравствената заштита и грижа за жените за време на бременоста, както и за попородувањето и за новороденчињата. Имено, што тоа значи? Например, во многу случаи патичните гинеколози не ги известуваат патронажните сестри за тоа која жена е бремена на нивниот реон, така да патронажните сестри немаат информација која жена треба да ја посети. Понатаму, проблем се бележи и со пополнување на мајчината книжка, која што е во електронска верзија, за жал, недоволно се пополнува страна на патичните гинеколози. Така да жената кога ќе дојде за породување, многу пати и породувањето е итно, неочекувано, кога ќе дојде во болницата, гинекологот кој што ќе ја прими, речиси нема никакви информации за текот на бременоста на бремената жена, бидејќи мајчината книжка која што порано се пополнуваше во хард копија, сега е електронска, нема доволно, не се внесуваат податоци, нема никакви информации. Исто така, ако новороденото, например, од породилиштето се препрати во друга здравствена установа, например на педијатрија, на клиника за педијатрија и слично, повторно нема доволно, нема софтвер, нема доволно информации како докторот од другата здравствена установа би пристапил да види каква била здравствената состојба во породилиштето, што е правено кај детето, дали има некои заболувања и слично. Ова отсуство на координација и соодветно информирање може секако негативно да се одрази во здравјето како на бремените жени, здравата бремност, така и врз здравјето на новородените, особено оние што се родени со ниска родилна тежина или предвремено родени. Понатаму, по однос на здравствената статистика, веќе напоменав дека недостатокот на податоци беше еден клучен проблем за кој што не можеше во потполност да се реализира оваа анализа како што ја замислувавме. Увидовме дека од податоците од породилиштето постои неконзистентност. Имено, оние податоци што ние ги побаравме од општите болници не соодветствуваа, што ги добивме, со податоците што општите болници редовно ги испраќаат код Институтот за јавно здравје. Значи, постои очигледен сериозен проблем во водењето на здравствената статистика и евиденција по однос на жените за време на бременоста, породувањето, доенчињето, новороденчињата и слично. Друг проблем кој што исто така ја оневозможува соодветно анализата е тоа што видовме дека во пријавите за смрт на доенчиња честа практика е да не се бележат основната и непосредна причина за смрт. Туку смртниот исход се води само по примарната дијагноза, односно предвремено родено дете или дете родено со мала родилна тежина. Тоа секако не е доволно за соодветна анализа, односно нема конкретен податок од што починало доенчето. Дали е респираторни проблеми, пневмонија, сепса, што конкретно довело до смртниот исход. Сето ова, доколку не се обезбедат соодветно овие податоци, не само ние како здружение, туку и државата не ќе може соодветно да ја анализира состојбата и тековно да следи какво е здравјето на бремените жени, на новороденчињата и доенчињата. Анализата за која што зборував ни помогна повторно Здружение ЕСЕ во соработка со експертската работна група да подготвиме акционен предлог план за унапредување на здравјето и здравствената заштита на жените, мајките и децата со цел намалување на перинаталната и доенчката смртност во Република Северна Македонија, план кој што го замисливме да го предвидовме да биде во времетрајање од 10 години, од 2020 до 2030 година, преку остварување на 7 стратешки цели. И тоа, пред се, да се утврдат сите фактори и причини кои што водат до перинатална и доенчка смртност и преку подобрување на статистиката, меѓутоа и преку спроведување на истражување помеѓу населението, пошто очигледно е
дека во одредени региони, како што е Полошката и Североисточниот, постојат одредени проблеми кои што никој не може да ги знае. Понатаму исто така кај одредени етнички заедници, како што е албанската и ромската, причините се доедничката смртност е повисока. Чи потребно и да се направи истражување меѓу самото население, особено помеѓу овие ранливи категории, за да се увидат сите можни причини кои што стојат позади порастот на доедничката смртност.